и стружанецот Климент Ристовски, четврти судија, кичевецот Маријан Стојановски. Цветковиќ, одново топка по десната страна за Закарич, 1-1 против Мирчевски и понатаму Закарич, опасна топка и рано водство на Вардар, уште на почетокот на третата минута со погодокот на Стефан Цветковиќ. Вардар тргнува шампионски во овој натпревар што може да му ја донесе 12-тата звездичка во историјата. Днес на одливост на Силекс уште во првата посериозна Вардарова акција по десната страна и Стефан Цветковиќ го постигнува неговиот 8ми погодок. Бутуровиќ. Невнимание на Николовски, која предаде топката на Маневски. Сега Николов, непријатен центаршут, пак Цветковиќ и пенал за Вардар. Во 15-тата минута Бавто покажува на белата точка жолт картон за Бутуровиќ. Во продолжението што топката станува активна при изведувањето на ударот од белата точка. Закарич 2:0, 17-та минута. Асистенција и гол на Закарич за 2:0 за вардарци по нешто повеќе од третина од првото полувреме. За Горан Закарич 10-ти погодок. Виде Бавто дека топката е нерегуларно поставена. Еве го Мирчевски, топката на подалечната страна и 2:1. Силекс се враќа во надпреварот. Убав погодок на Бутуровиќ. Остана централниот дефанзивец на Силекс. Небранет обично е закана за противничките. 77-те бода на Вардар во однос на 69-те, ако тако биде исходот на овие два надпревари. Убава топка сега за Красничи, стартуваше таму Илиевски и да видиме суди пенал Доне Ристовски. Суди пенал на истекот од 23-та минута на надпреварот. Красничи беше таму Илиевски, мислам дека уште еден обид. Конечно Красничи против Анџелети, убаво мирно, сталожено, рутинирано, ладно. Шкендија води против Струга со 1-0. Без нека особена динамика, темпо. Се оди некако на бранови. Офанзивна задача за фал. Центар шут на втората статива. Добра топка. Удар на новолезениот Али. Да видиме. 1-1. 1-1. Јефтовски погодува. Тој беше тука најблиско некаде до гол линијата. Се снајде добро Јефтовски, откако не зафати баш најдобро. И каков погодок сега на Исљами. Многу гледачи таму, многу публика. Гледате, дали беше ова лош центаршут или пак беше воиграно, сеедно, од тешка позиција, од свртување Исљами, невнимателни многу фудбал. Струга Терминал има 10 на гостувањата на 14. Еве сега шанса за 3-1. Удар на Мазари, еве го. Не погоди претходно она почиста шанса, меѓутоа Мазари се чини става точка на овој надпревар, кој е ова 69-та минута. Петковски, не србијанец е тоа. Топка кон Петровиќ, еве шанса 1:0, 54 однив Муслиу. Сепак не одат сите на душата на Муслиу, затоа што многу често и добро бранеше. И сега Петковски 2:0. Спировски, практично Пелистер сега веќе и ќе мисли на следниот меч со Тиквеш.
А да видиме нова шанса и за 3-0. Петровиќ по асистенција на Србијанац спрема 0 со головите на Петровиќ во 25-та и 40-та минута, во 30-та Петковски зголеми на 2-0. Спировски, Петковски, еве шанса, Петковски 4 спрема 0. Опстанок директен, еве сега шанса и 5 спрема 0. Здравевски, Михајловиќ, Здравевски, Петровиќ, шанса и за 6-0, така е, 80-та минута. Покажува дека е фудбалска надеж и перспектива на Пелистер Мрмачовски. Михајловиќ кон Филип Петровиќ. Еј сега какво голчиште на Филип. Ниво ова формација 4-2-3-1. Офанзивниот дел од средниот ред го сочинуваат Филип Михаилов, Миле Тодоров и Леонардо Петровиќ од десно налево. Еве го првиот шут и во првата минута од надпреварот со голот на Дитмир Хоџа Работнички победува со 1 спрема 0. Еве развој на настаните кои што уште од самиот почеток се уште не ни дојдоа во контакт со топката. Избраниците на Шефке Рифовски, а нивниот голман Диковски е принуден да ја извади топката од својата мрежа. Еве изравнување на почетокот на 4-та минута. Никола Величковски го постигнува својот втор гол во шампионатот и супер ефикасен почеток е во третиот годиначен еден период во кој што топката е главно во средина. Тодоров. Стоилевски одјава топка кон Петровиќ. Добар прием на Леонардо Петровиќ кон Величковски. 2 спрема 1. Двострел на Никола Величковски. Во третата еве и во 32-та минута Брера прави целосен пресврт, а Величковски наполно ја оправдува довербата што ја добива од Шефкија Рифовски. А полн со самодоверба Никола Величковски еве го добива шанса за хет-трик по само едно полувреме од надпреварот. Величковски, меѓутоа некако прв корнер за Работнички. Покажува Работнички многу повеќе желба за игра отколку во првото полувреме, а сега Белица симулација добива втор жолт картон и тука завршува неговиот настап. Колку наивен начин да се оконча пробив на Мехмет. Убава шанса. Еве бељата. Издрабнува Работнички со погодокот на Јован Бошнаков. Си играше со оган екипата на Брера Струмица и еве во 85-та минута резултатот е израмнет. Не се возбудија нешто премногу ниту домашните фудбалери, ниту и во втората сезона во елитниот македонски фудбал. Мирни 4-5 минути од надпреварот, да видиме дали има овде офсет, ќе видиме дали ќе реагира помошникот, остава да продолжи акцијата. Рамадан ја има топката, удар на Рамадан 1-0, но да видиме има офсет. Има офсет, штета, убав погодок на Рамадан и подзастана малку и да видиме првиот помошник таму на Бенјамин Керими, тоа е Дарко Видинич, мислам, сочека да види како ќе се одвива оваа акција и покажа дека имало офсет. Од овој гол, да. Не. Гол одважи. Треде дечари Зука. Кеме бара зимине резултатит на њМњ.
Një harkimi shkëlqyeshëm I Zukës, ndërsa Siljanovski kërkon ndërhyrje të palejuar. И грешка сега во додавањето, таму Шериф Стојчевски, опасно може да биде и шанса. Води гостинската екипа со гол на Уиздон, Кере, реков, опасни, брзи, 10-та минута над преворот, 0:1, 19 годишниот ни сенегалецот победува напред. Сега за Лавал, меѓутоа добро поставен во средината беше Ајдоган, ја освои па ја загуби топката, може да биде опасно сега Сила, пара простор да бие Сила во подалечниот агол и од дирекот погодува за втор гол за екипата на Тиквеш. Брутално казнуваат. Играта е напушта играчица број 19, Стојчевски Филип, на негово место играчица број. И сега голема грешка, повторно се отвара шанса за трет гол за гостите. Сила и 0:3. Одлично беше проигран од Гоел. Колку грешки кај екипата на Македонија, Њорче Петров. Неверојатно 50. Кабаркас. Али повторно Кабаркас. Одлично земена топка. И да видиме шанса за четврти погодок. Асистенција Лавал, Лусија Ниньо. Шести негов погодок. И 4:0 водство за екипата на Тиквеш. Да, си честитаат за одличната партија денес фудбалите на Тиквеш. Да видиме во меѓувреме извореден погодок. Меѓутоа се ќе биде доцна, ако ништо друго, Кабаркас за мало задоволство на